Почитувани присутни, почитувани колеги, да речем, во случај, бидејќи секој од нас има едно мало свое обраќање, министерка и амбасадор ќе останати. Најпрво дозволете ми да во име на град Скопје упатам една голема благодарност до Министерството за образование и наука и владата за организација на оваа средба, која што се однесува токму на реформите за унапредување на средното стручно образование. За Скопје е многу битно и многу е важно да имаме вакви средби со цел да имаме вистински влезни податоци, бидејќи од 23 средни училишта кои што се во моментот под системот на град Скопје, 15 се средни училишта кои што де факто продуцираат или децата завршуваат средно образование од повеќе стручни профили и токму затоа мислам дека како град Скопје, како единица на локална самоуправа во голема мера ќе можеме да придонесеме и со организација на овој процес, меѓутоа и со нашата конструктивна заложба согласно тоа што како заклучоци ќе излезат од денешната средба. Во овие 15 училишта градот Скопје обезбеди целосна поддршка од Министерството при спроведување на анализата која што се утврдува соодветноста на постојните образовни профили кои што ги нудат училиштата, како и потребата од нови профили кои што се потребни токму на компаниите кои што се и денеска присутни, но не се вклучени овие профили во образовниот процес. Во услови кога кадрите кои што имаат завршено средно стручно образование стануваат дефицитарни и ги нема на пазарот, често можете да чуете нема мајстори за ова, нема мајстори за она, и тоа е големата вистина. Убеден сум дека ваквата реформа која што е започната и која што ќе се имплементира веќе од наредната учебна година ќе овозможи да токму средните училишта во град Скопје произведуваат таков стручен кадар кој што ќе ги задоволи потребите на пазарот на трудот од една страна, од друга страна ќе овозможи токму на компаниите, домашните компании да ги надминат проблемите со дефицитарните кадри, што мислам и ќе овозможи подобрување на перформансите на работењето на тие компании. Затоа ја поздравувам оваа иницијатива на Министерството активно да ги вклучи токму компаниите кои што се чинители во економскиот процес, кои што ќе помагнат па заеднички да ги дизајнираме програмите на средните стручни училишта. Убеден сум дека токму вие компаниите ќе искористите ваката можност и преку вашите сугестии, преку вашите мислења кои што ќе ги доставите, ќе овозможите или ќе учествувате во делот кој што ќе представува реформирање на средното стручно образование со цел токму како што кажав да оформиме кадри кои што во областите каде што вие како компании делувате. Као градоначалник тука ја користам оваа можност да упатам благодарност до сите вас кои што сте веќе дел од овој процес на известен начин, бидејќи ја давате и можноста да децата ја реализираат својата стручна пракса токму во рамките на економските процеси кои што се одвиваат во вашите компании и на тој начин, да речам, придонесуваме да тие деца излезат и поспособни и поконкурентни на пазарот на трудот. Крајната цел веројатно на сите ни е заедничка и иста, тоа е да добиеме стручни луѓе на крај на образовниот процес кои што ќе можат да партиципираат во економските процеси, кои што ќе може да бидат конкурентни на пазарот на трудот и на крајот на денот уште подобро платени од тоа што може во моментот може би се плаќа, затоа што и јас кој што матично доаѓам од приватниот сектор сум убеден во тоа дека не постои газа кој што нема добро да го плати добриот работник, бидејќи тој добар работник и тоа како контрибуира во развојот на неговиот економски процес. Од тука овие прашања не засегаат сите нас, и како институции, но и како луѓе, затоа што нашата одговорност е токму кон младите и кон идните генерации. Уште еднаш дозволете ми на крајот да потенцирам дека токму влогот во квалитетно образование, влогот во образовен процес кој што ќе ги направи младите конкурентни е вистински влог во иднината. Ние сме на почеток на еден процес, јас очекувам дека овој процес 4 или 5 години од сега ќе почне да ги дава своите ефекти и дозволете ми да ви заблагодарам што сте дел од овој процес, а ние ќе направиме се да заеднички ги согласиме интересите и на образовниот процес и на потребите на економските компании. Благодарност до владата, до Министерството, до швајцарската амбасада која што несебично го помага овој процес. Благодарам.